Добро утро, почитувани гледачи. Утринската програма 8 часоте, а ние навреме да ви известиме или да ви посакаме пријатен ден, а нема причина да не ни биде пријатен денот, на крајот од неделата. А до крајот од годината ни остануваат уште 42 дена, сончево утро, впрочем, како и сите овие веќе трета недела од ноември и последната недела од октомври. За октомври очекувавме, нели? За ноември бевме скептици, ама не изненади. И денес имаме исто време, според синоптичарите, можно е мало заладување и повторно стабилизирање на времето. Температурата ќе се движи некаде околу 20 степени во просек. И вообичаена магла наутро од 3 часот до 7:30 пообичаена во потечението на реката Брегалница. Ја сме повторно на истото место со познатите рубрики, дневник, вашите јавувања за темите за кои што ги поставуваме или пригодности за работите кои што и вие и ние сметаме дека се актуелни и добри да се разговара за нив. Во вториот дел од емисијава денес очекуваме еден гостин со кој што ми е задоволство да разговарам. Ќе видите за кого се работи. Да ви најавам, ајде нека остане за вториот дел, само ќе ви кажам дека се работи за човек кој ја заврши својата професионална кариера, барем она активната, а она другата од научниот дел доправа ќе треба да видиме со што ќе се занимава и како своето долгогодишно искуство ќе го преточи во материјал кој може да се пренесува на помладите. Со него ќе разговараме за текот на неговата кариера, за некои од основните човекови ставови, предизвици што ги носи животот и службата која носи исклучително висока одговорност. По дневникот и по нашите рубрики, нашиот гостин и 35 минути ќе разговараме со него за неговиот животен пат и воопшто за професионалните предизвици што животот си ги носи. Ова недела разговаравме за секоја тема е сериозна, но јас секојаш наутро ги споменувам делот од вашите јавувања, сугестии или размислувања. Најмногу се јавувате околу воведувањето на образовниот систем, Кембридж систем во основното образование. Јас ви послушав коме можете да му се јавите. Интересите вашите сугестии за тоа што е добро, што не е помалку добро, што е неразберливо. И мене ме радува тоа што како родители или како наставници сакате активно да се вклучите во подобрување на системот тамо каде што сметате дека има место за тоа. Иако, како што и во вторникот овде разговаравме, непознато треба да стане познато, па за да биде прифатено. Ке видиме како тоа сето ќе се одвива. Нашата задача е да ве информираме за тоа и овде да разговараме и со родителите и со оние на кои тоа се однесува. Нема да повикуваме деца, затоа што нивното мислење е важно, ама во форумите, во јавноста ќе го пренесеме кога тоа ќе биде оценето, валорирано, нели? На почетокот да не правиме во имплементацијата на тој програм да почекаме да ги даде резултатите. Ние ќе продолжиме со разговорите и известувањето за него. Вчера има прилика да разговарам со едни исклучително квалитетни мои гости, сите гости се квалитетни во својата бранша, но со режисерката за која што тржејки прогледувајќи го нениот животопис, дознавам дека имала запазени улоги во интересни представи, но и како режисер се повеќе го гради своето име на македонското и оно малку пошироко поле како успешен режисер, барем толку како актер била повикувана од видни режисери да игра улоги, не наслов, не главни улоги, туку улоги кои им значеле на режисерите. Така велат оние кои работеле со неа. Вашиот печаток вчера ви го оставам вам. А денес да го започнеме денот со моето, да го продолжиме денот со моето кажување за личностите и денот. Има многу се погоди така 18 и 19 ноември значајни според раѓањето или по некое
по некој друг значаен дел за ден за личностите за личностите од овој регион или воопшто во светот. Вчера беше денот на граѓањето на Љупчо Арсов Гоце. Една од неодменливите личности во Македонија и во поранешна Југославија. А за историјата на Македонија е секако еден од позначајните во 20-тиот век. Јас многу пати кажувам и за некои други работи кои се помалку познати, но тоа е во директна, но овде морам да го споменам тоа, како една од работите која во Македонија честопати знае и да се заборави од денешен од денешна историска дистанца, па на луѓето им даваме некои други значења што нивното дело и самите тие веројатно и не помислувале дека така ќе биде. Основач на Македонската револуционерна организација, прв претседател на местниот комитет во Штип е Тодор Лазаров. За него многу пати сум зборувал, голема, крупна личност. Неговиот брат Арсо Лазаров е родоначалник на семејството Арсови, од кој потекнува правоборецот Тоше Арсов и народниот херој Љупчо Арсов. Љупчо Арсов пораснал во фамилија која секогаш била општествено ангажирана. Сите членови од неговото семејство имале ангажираност, општествена ангажираност во разни форми, но основната нитка на сето тоа е слободата, независноста на македонскиот народ и негова држава. Тој завршил трговска економска школа во Загреб, како меѓу подобрите студенти се приклучил кон студентските демонстрации во Белград, каде што работел како банкарски службеник, едно време во Загреб, подоцна во Белград. Станува член на високите форуми на младина, на тогашна комунистичка младина, а 40-та година е примен во сојузот е примен во комунистичката партија во времето кога се менува структурата на партијата. Многу историчарите ќе зборуваат за тоа. За почетокот на Втората светска војна се враќа во Македонија, каде што е уапсен и е интерниран, подоцна е ослободен. Неговиот бекграунд од неговото семејство изгледа бил преголем и за бугарската администрација. Подоцна станува председател на околискиот комитет, на штабот на Народно-слободителните одреди за Македонија. Во Асном е еден од подпредседателите на Совет подпредседателите. Станува прв министер за финансии на Република Македонија, подоцна министер за трговија во сојузната влада, па е председател на извршниот совет на Македонија, тоа е влада, е премиер, па е председател на собрание, па е член 2 пати по 2 години на сојузната влада, па е член на невисоките партиски и државни форуми, председател на собранието на Македонија 70-те години, член на председателството на Македонија една година е председател, значи државник, еден од 5 темина родени во Штип, кои се председатели кои се државници, потоа предпоставувам, знаете, се работи за председател или за премиер, и една од најкрупните личности во Македонија. Во нерасветлени околности извршува самоубиство 86-та година. Неговиот споменик е во алејата на народните херои во Штип и борците, продолжувачите на традицијата и граѓаните секоја година ги одбележуваат деновите поврзани со Љупчо Арсов Гоце, еден од најголемите македонци од 20-тиот век. Без разлика како идеолошки се оценува неговата работа и неговото знаење. Ке кажем и нешто што еден од комунистичките правенци, па и државни правенци во поранешна Југославија, Светозар Вукмановиќ Темпо за него зборува, вели во октомври месец, во ноември, крајот на ноември, тргнавме со Љупчо Арсов кон Штип да одржиме говор и тој ми велеше: обиди се да зборуваш понешто и на македонски, зашто тој град таму тешко не го прифаќа српското говорно подрачје и србите како власт. Тогаш Темпо вели: јас застанав и го замолив другарот Гоце дека јас знам само да зборувам на мојот јазик, а го почитувам македонскиот јазик и македонскиот народ. Еве, тоа е во спомените, јас бидејќи ги прочита, па да ви ги пренесам.
На денешниот ден е родена и Индира Ганди, повторно една личност неодмилива во светски рамки. Таа е ќерка на Џавахарлал Нехру, првиот претседател на Индија и првиот претседател на Федералната партија на Индија. Подоцна го заменува својот татко и два пати станува. Едно време е претседател на УНЕСКО, организацијата за која што пред неколку денова изборувавме дека е денот на незиното основање, а подоцна е и премиер на Индија, подпредседател е едно време. Повторно се враќа почетокот на 80-те години. 84-та година е убиена од сиките, од незините телохранители и ја наследува незиниот син, начело на партија, па и као премиер Раџив Ганди, кој подоцна е убиен, и низата на вакви крвави случаи од незината семејство се продолжува. Незиниот помал син загина во сообраќајна несреќа, но јас утрово само да зборувам да го кажам зошто денот може во овој ден ликот на овој ден да се зборува и за Индира Ганди, а интересно е дека на просторите на пранешна Југославија е едно од името кој несвојствено е за овие простори, па беше не така ретко меѓу женскиот свет. Знаете и вие за неколку Индири. Едната е наш познат ракометарен Индира Јакубовиќ, сега Кастратовиќ, позната ракометарка и сега тренер на Вардар. Би можело уште многу да ви зборувам, ама бидејќи гост ќе ми биде човекот од таа бранша, да споменам дека во историјата на светот денес, историјата на светот постои подписот на маршалот Жуков, кој наредува да почне операцијата Уран, со која што е победена Вермахтовата војска кај Сталинград, битката после која клатното на борбената, на воената среќа поминува над Советскиот сојуз и на сојузниците. Доволно јас толку зборував. Режија првиот дневник и вториот дел мојот разговор со гостинот. Расте бројот на заболени деца од варичела во Виница. Денес до подрачната единица на Центарот за јавно здравје се пристигнати 3 нови пријави, а вчера ситна сипаница е дијагностицирана кај уште 3 други дечиња. Од тамошната здравствена институција смируваат. Тврдат дека нема простор за паника и се уште е рано да се прогласи и епидемија во градот. Тамошната епидемиолошка служба ќе истражува од каде се шири заразата, но и дали постои роднинска поврзаност помеѓу заболените деца. Инаку од почетокот на ноември заклучно со вчера, варичела е дијагностицирано кај 16 лица. Надлежните не прецизираат од кога започнала да се шири заразата и дали во текот на минатиот месец се забележани случаи од ова заболување. Епидемиолозите советуваат постојано миење на раците, често проветрување на просториите, а негователките во градинките да бидат внимателни при приемот на дечињата. Варичелата е болест која лесно се шири по капков пат. Минатата година во Виница поради зголемен број на заболени во градот беше прогласена епидемија на варичела. Дупките по магистралните патишта низ источниот регион се санираат, секојдневно информира техничкиот директор на регионалната подружница на јавното предпријатие Македонија ПАТ, Кире Коцев. Тој истакна дека слечиштето што е на патот од Кочани до Македонска каменица кај браната Калиманци е активно веќе 25 години и постојано се санира, а за возачите има и поставено сигнализација. Се работи проект. Ние го санираме у смисол направење на рампи до тур на материјали, али тоа се работи на проект за трајна санација на слечиштето. Тоа слечиште веќе работи, да не речем, 25 години. Стално се одржува и мислам дека од текот на 2016 година ќе се реши тоа. Коцев додава дека активно е сличиштето и на регионалниот пат Штип-Пробиштип кај селото Неокази, каде што екипите на јавното предпријатие Македонија ПАТ постојано го санираат со дотур на земја. Работи тоа, мислам си оди постепено. Извршени се бушења,
да се најде и да се направи трајно решение и на тоа во 2016 ќе се на тие места ќе си имаме проблеми со одржувањето. Јас се плашам дека кои ќе фанат дождови, временски услови кои се уште поголеми движења ќе имаме на тие земјени маси, но се надам дека ги отклониме со тек на времето и ние ги пратиме и ги отклонуваме. Двете слечишта на овие делници во Источна Македонија се појавија по поплавите во текот на февруари и март. Стручните лица од јавното предпријатие Македонија Пат и од јавното предпријатие за државни патишта веќе работат на трајно решавање на проблемот со слечиштата, а за нивна санација се обезбедени средства. Дел од општините од источниот дел на државата веќе ги изготвија предлог програмите за заштита на населението од заразни болести. И за 2016-та се предвидени задолжителните прскања против комарци, како и дератизација на јавните површини и шахти. Околу 1,5 милиони денари општина Кочаник ја чини борбата со комарците и стаорците. За акцијата да биде прогласена за успешна, за наредната година е предвидено ларвицидно прскање, како изголемување на количините отров за уништување на глодарите. Средствата за дератизација оваа година се зголемени и сумата е некада 180.000 денари и предвидено е повеќе препарат за наредната 2016 година за спроведување на оваа активност. Во петок на седница на советниците од пробиште програмата за 2016, која ќе чини повеќе од 1,5 милиони денари. Предвидено е комарците да се третираат ларвицидно и 2 пати со афионско прскање. Од општина Штип пак велат дека се уште е неизвестно дали наредната година војната со комарците ќе се води и од небо. Се зависело од економските оператори кои ќе се јават на тендерот. Треба да се направи дезинсекција на 5 месеци последователни, за да можеме да имаме ефект врз комарците, бидејќи се тога третираат, а додека дератизација ќе се направи во 2 месеца, односно почеток од пролета и есента кога се најактивни глувците. Во моментот се уште се во изготовка програмите на општините Виница и Чишиново Облешево, општини каде што граѓаните и најмногу се жалеа на комарци и глодари. Штип се вклучи во одбележувањето на неделата за сеќавање на жртвите во сообраќајни несреќи. Ученици, таксисти и граѓани денеска продефилираат Штипската гимназија по улиците Васил Главинов и Маршал Тито до градскиот плуштак. На овој начин им одадоа почит на загинатите во сообраќајни несреќи оваа година, а најмладите преку пишани пароли ја испратија пораката за поголема безбедност во сообраќајот, што треба да допре до свеста на возачите. Ние денеска ќе испратиме пораката стоп за алкохолот во сообраќајот. Да немаат сопирачки, треба тие што возат да бидат внимателни каде возат и на која брзина возат. Маршот во спомен на жртвите во сообраќајни несреќи го организираа локалната самоуправа, Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот и полициската станица за безбедност во сообраќајот на патиштата. Целта е да се подигне свеста за зголемување на безбедноста на учесниците во сообраќајот. Дефилето беше замислено да биде состав на повеќе генерации и да ги обележиме најразличните учесници во сообраќајот, тргнувајќи од пешаците, велосипедистите, а еве овде имаме и млади скутеристи. Кон оваа активност ни се приклучија и таксистите, така што сметаме дека ова кратко дефиле би било едно добро потсетување за сите учесници во сообраќајот да бидеме што повнимателни, да ги заштитиме децата и како што вели една од паролите, сообраќајот не е игра. Во првото полугодие од годината во СВР Штип регистрирани се 157 сообраќајни несреќи со 243 повредени лица. За 10 месеци бројот на жртви на патиштата се искачи на 7. Загина и 3-годишно дете. Повеќе од 20 се повредени. Во државата, според податоците на Републичкиот совет за безбедност, во сообраќајни несреќи годинава загинале 113 лица. После 3,5 години инвестиција го изградивме и драго ми е што завршивме со објектот на топ инвест, кој е 25.000 метри квадратни,
кој е најголем во Источна Македонија. Па слободно можам да кажам и по изглед најубаво изгледа. Се трудевме секој детал во зградата и секој избран материјал вграден во зградата да биде од највисок квалитет. Среќен сум што и нашите сограѓани веќе 80% се продадоа од становите, имат доверба во нас. Се надевам дека убаво ќе се осеќат во нивниот топол дом што го купија. Во Топ Инвест во зградава има 162 стана, 3 спрата са делумен простор, 2 спрата са гаражи. За луѓето кои се купија станови веќе купуваат и своји гаражи. Во овие последни 3 месеца од годината стигнато некои судски решенија кои се веќе крајна дистанца од апелационен суд, значи врз основа на судски решенија и врз основа на ревизија која фудбалски клуб Брегалница има направено за работењето за претходната сезона. Значи околу 300.000 имаме судски решенија и 100.000 за ревизијата, која не беше предвидена и планирана со програмата за 2015 година. На прашањето, кој оператор на широкопојасен интернет според ваше лично искуство нуди најдобар однос помеѓу цената и квалитетот? Граѓаните на Република Македонија одговорија Телекабел. Одберете Телекабел, најдобра вредност за дадените пари. Best Buy, Аворот Македонија. Енергијата под движење. Табмак. Табмак акумулатори. Квалитет препознаен од цел свет. Салон за мебел Дафина на Сидипром. Целиот асортиман со попуст од 10 до 30%. Салонот Дафина нуди најповолни услови за плаќање. На кредит само со лична карта. Виза, Маестро и Мастеркард и мебел по договор на 6 рат. Повелете и уверете се во она што го нудиме. Дафина Сидипром. Улица Страшо Пинџур кај зградата на социјалното. Финансиско друштво Алкоса акционерско друштво Штип. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса овозможува кредити на правни и физички лица. Потрошувачки кредити, кредити со залог злато, хипотекарни кредити и кредити со залог депозит или девизи. Ве очекуваме со одлична понуда. Вршиме откуп на краткорочни побарувања. Вашите недостасани побарувања со одложено плаќање ќе бидат откупени при што потребната готовина ја добивате веднаш на вашата сметка. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса Штип. ПСС Хоум Центар со ексклузивна понуда. Сите видови керамички плочки, блиндор врати и уметнички слики. Разновидниот и богат асортиман на ПСС Хоум Центар нуди се за вашиот дом. Бела техника и апарати за домаќинство, електрика, расветни уреди, туш кабини и санитарна галантерија, материјали за водовод и канализација, рачен и електричен алат, апарати за обработка на дрво и метал, бои и лакови, тапети и многу други елементи за осовременување на вашето домаќинство. ПСС Хоум Центар, ваш сигурен партнер. Спорт информатор на ТВ Ирис. Секој работен ден од 16:50, 19:50 и 22:50. Дебати, одговори, интервјуа. Секој работен ден во 17 часот и 30 минути. Во отворено на тема. Само на Ирис телевизија. Значи, на нашава фолк сцена има многу пејачи што се појавија, што тоа не е пење, туку е мњаукање, според мене.
Значи морам да кажам дека се поправив 5 кила и дека одма сите почнаа Сани бремена си. Каква бременост, бре луѓе, ако се поправам 5 кила одма ли треба да зачека сум бремена? Не сум бремена, само сум елегантно попуната. Тука некаде имаш право. Кажи ми, дали мислиш дека, ајде да кажеме, колешките твои или небитно останатите луѓе од естрадата повеќе ти завидуваат на изгледот или можеби на твојата заработувачка? Помислам дека на се завидуваат и на заработувачката и на изгледот. Која би била сумата ако решиме ајде да ги осигураме градите на Сани? 100.000 евра, ајде. Мислиш дека е доволно? Барем уште 50.000 да додадеме. Може, ајде. Јас сум Сани, а вие гледајте го најновото и највозбудливото издание на Влези вози. Продолжуваме со утринскава програма и темата која на почетокот ја кажав. Не случајно зборував за низа од личности кои се поврзани со една проблематика денес поприлично актуелна, од секојаш и била актуелна, и пред да ви кажам кој е мојот гостин, кажам дека на денешен ден е роден Клаузевиц. Полковник, генерал и еден од најголемите теоретичари во воената проблематика. Роден е во Прусија, во Бранденбург, и од високо семејство од воени лица. Неговиот чичко е началник на генералштабот на војската на Вилхелм Велики. Подоцна, по нападот на Наполеон, не прифаќа да биде под капитуланската војска и станува генерал во војската на Александар I во Русија. И според, ако многу мина да сте го читале Војна и мир, таму има запишување за него како полковник, ги кажува теоријата на скитска војна или начинот на кој што огромната армија од 500.000 војници на Наполеон може да се разложи и да биде победена. Изгледа дека во тоа време и многу не го слушаме, освен Кутузов и Барклај де Толли, и резултатот го знаете. Тоа е 1112 година. Не скоро, туку нешто повеќе од 2 века. Зошто го зборувам ова? Го зборувам ова затоа што одбранбениот систем, безбедносниот систем има своји карактеристики и од него бара предаденост. Веројатно скоро секоја струка бара таква предаденост, но во системот во кој што приватноста се намалува до ниво на одговорност, а субординираноста значи задолжително почитување на правилата, но и можност за собствените квалитети да се покажат. Така барем во теоријата и често пати во практиката, иако знае да не биде така, како и се во животот. Зошто се вели во светот еден термин офицер? Тоа е преземено од латинскиот официјале, што значи, и ние го употребуваме то овде како официјално. Значи државно лице во превод. Кај нас го презедовме тој термин, хрватите го преведува како часник. Утре имам чест да разговарам со генералот Димчов, кој е мој и ваш гостин, а пригодата заради тоа ќе ви ја кажеме заедно. Добро утро, генерал. Добро утро. Јас започнам да кажувам за големи личности и за, читајќи ги нивните дела, за предизвиците кои ги носи она наречено носење на копоран 20, 30, 40 години. Вие завршите вашата војна кариера со генералски чин. Сонот на секој офицер е да биде генерал. Така е. Уште еднаш добро утро на вас и на гледачите на вашата ценета телевизија Ирис. Би сакал на почетокот да се заблагодарам за досегашното ваше објективно информирање, реално благовремено за состојбите во армијата, посебно во гарнизонот во Штип, во касарната. Пријатно сум изненаден од вашиот вовет за вашите познавања од оваа област. Малку луѓе ги знаат овие работи, кои ги спомнавте, меѓутоа, еве, секој ден можеме нешто да научиме, нели? Како што спомнавте, Наполеон има една изрека, во негово време
на војската, односно кога ги строил војниците и викал сакам секој војник во стројот да мисли дека еден ден ќе стане генерал. Реално нема сите да станат, но тоа е она идеја која треба да го води во контекст на ова што го спомнате, посветеност, предаденост. Значи, секој армијата, војската е специфична средина, каде е еден голем систем. Систем во кој има многу или ланец, алки, почнувајќи од војникот, па подофицер, офицер до генерал. За да биде една армија успешна, мора тој систем да функционира. Една алка, ако штрчи негде, така кажано, тога системот нема да работи. Господин генерале, морам да ве прашам едно, бидејќи драматуршкиот разговор, распоред на нашиот разговор се води на личен план. Јас, спремајќи се за овој разговор со вас, прочитав една книга од некогашниот персоналец на генералштабот на Југославенската народна армија, генералот Воларевиќ, кој вели вака: прифаќањето на регрутирањето во офицерските во академијата и во офицерските школи до 75-76 година беше од статистички гледано 1 од 10 или 1 од 8. Вели дека имавме можност да ги одбереме најдобрите кадри, бидејќи сметавме дека организмот на ЈНА мора да има и цврста морална основа. Не гледавме толку идеолошки како што подосна гледам, знаевме дека способноста мора да се покаже. Во неговата книга за така се наречена персоналниот раст и пад на Југославенската народна армија, пишува дека по 83 година ние бевме во армијата, бевме доведени во ситуација од двојца да избираме еден. Вие имавте среќа да станете питомец во времето кога од 10 се избираше еден. Ај сега да се подсетиме малку. Како се започнува и со каков елан се оди на академија или на војна школа? Така, значи, ова сте во право што го рековте. Ја 74-та прв пат конкурирав за војна школа, значи уште додека бев во гимназијата во Штип, за воен стипендист, значи 74-та, кога бев трета година гимназија, на почетокот на трета година излезе оглас дека бараат од средна школа стипендисти со одредени услови, успех, школа и здравствени и така натаму. И уште тогаш бев 2 дена на преглед, така кажано, медицински во Сплит бев, во војната болница во Сплит. Многу кандидати имаше и точно е тоа дека од 8 до 10 еден се избираше и јас имав среќа и способности најверојатно да поминам на сите тие и психотестови, и физички, и проверки, и здравствени и така натаму. Така да многу бев како да кажем, загрејан во тоа време, нели да и почестен во тоа време, така се вели, горд ако те примат на елитна школа. Тогаш, како да ви кажам, во тоа време беше сон на младите да заминат во војна школа и многу тешко се влегуваше. Мислам, стварно, овие критериумите беа крајно ригорозни. Сега не можам понатаму, ја не се толку во мојата кариера не сум работел ова што го спомнавте околу регрутирање. Но тоа општеството да се донесува некои други вредности, секој време има законите. Вие на академија бевте во Копнената академија во Белград и пород сте артилерец. Воопшто во Задар, кога прочиташ дека, баш бидејќи лично познавам некои од вашите професори, подосна и команданти началници на генералштаби, како генерал полковникот Перишич и некои од другите во тоа време познати во тој свет од одбраната, се зборуваше дека, морам овде да ве прашам, дека во артилеријата мора да се знае добро математика и мора да се знае добро физика. Сум го слушнал Перишич кој рече, јас вообичаено се мисли дека во артилерија се потребни крупни, но и наглави луѓе, но јас барав да знаат математика и физика. Така е, јас сум од 2011 наставник во Војна академија на кадетите, питомците, предавам артилерија и прво тоа го кажува на почетните часови, како во овет, нели, викам и на питомците,
Артилеријата е од латински збор потекнува артист, уметност и француски или илерија значи војување, уметност на војувањето. Значи треба, а зошто е уметност? Затоа што треба да од едно место да погодиш некое место надалеку 10, 15, 20, 50 километри кој не го гледаш. Така. Артилеријата е наука. Зошто е наука? Затоа што, еве што спомнавте, мора да знаете математика, физика, хемија, ради експлозивите, статика, динамика, балистика, надворешна, внатрешна балистика. Самиот процес од опалување на проектилот до излегување од цевката е еден предмет, внатрешна балистика. Тука се случуваат илјада настани кои треба да се пресметаат. Излегувањето на проектилот од цевката до целта, летот, е цела наука, тоа е надворешна балистика, кај што треба да се земат во предвид сите можни фактори од температура на воздух, барот, од влажност на воздух, ветер, брзина на ветерот, она страна од кај дува ветерот. Така. Значи, едноставно, бидејќи температура на воздухот не е иста на доле кај што сме на огнената позиција и проектилот лети по километар два во висина. Не случајно маршалот Говоров по завршувањето на најголемиот артилерец од Втора светска војна, по завршувањето на Втора светска војна е професор на физика на Институтот Ломоносов во Москва. Ние често забораваме, не често забораваме, само за оние кои сака да се интересираат дека и при сите пресметки дека еден комендант мора да води сметка за потрошувањето на материјалните средства од ниво на командир па до командант, зашто да се испука една граната чини пари, но и последиците од неа се големи. Знаете како, мислам на нас, офицерите, мора прво во фокусот да биде човекот. Значи, ние мора да имаме здрав и обучен војник и старешина. Од тука почнува се. Ако може да имаме и најдобра техника и најсофистицирана, ако немаме добро обучени луѓе и посветени, бидејќи, како што спомнав на почетокот, систем е тоа и една алка, ако не работи во тој систем, значи ние за ова што го спомнавме, еден проектил да падне на целта, артилериски изборувано, 10 луѓе се вклучени во тој систем, од оној кој пресметува елементи, оној кој полни, оној кој темпира проектилот за одредена далечина, од оној кој наблюдува, дава елементи кои ја гледа целта на близко до целта, нели, кој е наблюдувач, кој дава еден, ако па сега да кажем и оној кој конкретно работи на орудието, зазема елементи, агломер, местна справа, далечинар, добро, тие се малку технички работи, така. Значи, еден ако затај и се промешува многу, а ако не се погоди целта нема сврха. И јас сум секогаш настојувал луѓето да ги да кажам, да ги придобијам, да имаат доверба во мене, да никој во мојата 4 години школови, скоро 40 години клубна војничка кариера, не сум имал некој инцидент со војници, например, или не дај Боже што викат да некој настрада смртно или и тоа е задоволство на еден офицер. Значи најпрво мора да се чуваме луѓето, успехот се мери према бројот и во војната, колку постигнувате успех на бојното поле, а помалку да имате загуби, мора да има, тоа е неминовно, мислам. Тоа е природата на велите посветеност и истрајност, или во армијата еден термин кој во цивилството може би не важи толку, а се вели морална цврстина. Да се наредува, треба да се има јасно изразен став и морално да се спроведе наредбата. А еден 22-23 годино момче, полно со знаење, излегува од академија и го гледа решението дека треба да оди во Славонија. Како ви изгледа после 30-40 години? Кога гледате решението, ода во еден друг свет, друга култура, друг народ, а имам само 24 години. Па ја 22, немав ни 23 кога завршив академија, да, и прва должност добив таму да работам. Мислам, тоа го знаете, такво време беше. Тоа е природата на армијата. Да, и не бевме во можност да нити да
бираме кај ќе работиме, него по потреба на служба, така кажано. И искрено ми беше тешко. Меѓутоа, од друга страна имав и късмет или среќа, како да кажем, па таму ја сретнав мојата сопруга. Како живото што знае да си ги прави работи, да си ги нареди. И таму се формиравме, склопиме брак и дечиња се роде и така. Во кој град работевте? Мола? Во кој град работевте? Во Џаково, кај Осијек. Да. Потоа и во Сараево работев во време на Олимписките игри, во Зимските олимписки игри. Знаете како едно искуство и животно и сега, например, вие у тоа време исто кога сте служили војници, сте одели малце подалеку и тешко од една страна, од друга страна па имате предизвик. Предизвик и убави моменти, нели, да запознаете и луѓе. Со капитански чин се враќате во капетан, тоа сега чин кој го заборавивме малку, но тоа е исто така првиот чин од кој се приближуваш до висшите офицери и доаѓате во Арама. Кариерата во Арама ви се движи до низ армијата до моментот кога одите за Америка. Ова е веќе еден сосема друг свет, од Штип во Белград, во Задар, во Џаково, во Сараево и сега Америка. Сосема друг безбедносен вредносен систем, организација на армија, од оно што ние сме научиле, различно целирање на таргетите, како што велат во, тие велат на целите, но и дипломатија, представување на соседната држава. Еден од тогашните команданти на воздухопловството на Америка ви има издадено особена чест за представување на нашата држава во сферата на безбедност, а поточно во сферата на детекција на современите безбедносни ризици, во тероризмот, оно што денес е актуелно. Кој прочитаме тезите кои ги напишал за вашиот труд, некако ми изгледа премногу актуелни и денес, или и тогаш биле актуелни. Но сте се сретнале со нешто друго. Така е. Пред тоа само би спомнал дека 2 години бе во Брисел, работев во НАТО, да, и тоа ми беше едно добро искуство за да оваа година која помина 2004-2005 школска година. Па навистина се сретнам со еден сосема друг свет, така да кажеме, нели? Кога ме прашуваа луѓето кога дојдов како е, викам, како сега тешко се објаснува да се објасни сето тоа, како е, се е различно него кај нас. Така, се е различно. Да, мислам најкус одговор. Па видите, тоа е највисоко школување на Националниот универзитет за одбрана, каде се полковници и генерали се школуваат, значи имаше тогаш по еден представник од 52 држави од светот, од разни континенти, од Јапонија, од Јужна Кореја, од Африка, од Азија, Јужна Америка. Имав прилика да се сретнам со офицери кои пред тоа немав, нели, во Европа. Тука ги среќав од американци, британци, французи. И системот на школување дозволува доста слобода на лична иницијатива. Да, лична. Значи, системот е 2-3 часа наутро предавање и тогашниот председател беше Џорџ Буш, доаѓаше во... Началник беше Пал Колинс. Да, и тој беше на универзитетот на предавање, значи највисоките офицери, дипломати, амбасадори и така натаму, кои на одредена тема да презентација држија и после тоа по групи се делевме и имаше семинарски, мислам, така ги викаа семинари по групи до 15 луѓе. И дозволува слободна дискусија, сака да, како да кажем, да слушнат и други погледи од друг аспект. Знаете како погледот на секој од нас и сваќањата и ставовите се креираат во друштвото, во системот кај што живее една индивидуа, нели, еден човек. Они, тие нормално имаат некои други погледи на светот
И сега сака да слушат малце и да видат како размислуват европски поглед. И то посебно и јас настојував, сега премногу сериозно го сватив тоа школување, знаете, како представник од Македонија, се трудев, многу школи поминав, ама таму учев најмногу. Морав, бидејќи и на англиски јазик, и секој месец имавме по еден труд да напишеме, да по 10 на 15 страни на одредени теми. Така да добив и награда за еден труд. Тие ги рангираат, тамо, нели, комисија има борд на директори на школата, професори, кои ги ценат трудовите према содржината и према она структурата од воведниот дел, главниот дел, заклучок и така. Така да, тоа беше стварно навистина големо искуство во мојата кариера. Јас само да споменам за моите гледачи, бидејќи сте вие наш сограѓанин, македонец, наш сосед од регионот, па пред се како генерал од нашата армија, низ оваа школа поминала, оваа школа ја формирал маршалот Маршал, не маршал, туку генерал со 5 звездички, низ него поминал Омар Брадли, еден од најголемите генерали, тоа овде поминал едно време и Џорџ Патон, поминале и Шварцкоп, познатиот генерал од војната 80-те години. Тоа се личности во светските безбедносни структури кои се на високите позиции. Поранешниот началник на Здружениот штаб Швајцар и тој поминал низ големата школа. Така, видите, да ви кажам, не сега што јас бев тамо, нели? Не, јас само зборувам за форумот кој... Значи, таа школа се смета како без подценување на некои други школи генералски, како најпрестижна. Јас сам рекол кој само бил таму, а не е можно да ја дојде Омар Брадли, а да не е највисока. И сонија на секој американски офицер да не можат и они сите да одат на и кај нив е огромна, нели, голем број на офицери и селекција голема за да дојдат до тоа. Да споменеме дека тоа армија од 1,5 милиони припадници, нели? А секој 100 офицер може да дојде до висши офицер, а секој 1000 до полковник, а секој 10.000 до генерал. Тоа се некои размери во огромните армии. Господин генерале, се враќате од таму, после работите во Здружениот како началник на штаб, се менуваа системите во армијата, во Македонија, од корпуски во бригаден систем, но тоа ќе го ставиме за некој друг стручен разговор со вас. И јас имам едно друго прашање до вас. Кога се станува генерал, велат офицерите дека неубавото време е командантското, подоцна другото е професорско, да не ги карикираме работи. Бевте командант на првата бригада на армијата на Република Македонија. Вистина ли тоа дека командантското место е најромантичното, најубавото место како офицер? Од водник до десетар, до генерал. Како командант има големи овластувања, но има и голема одговорност. И непосредно е во контакт со војска. Јас тогаш имам преку 3000 луѓе во бригадата. И бригадата живее 24 часа, има околу 500 луѓе дневно ангажирани надвор од работно време по цела Македонија, разни должности, обезбедување на објекти, така речено, мора човек да биде 24 часа на штрек. Не знаете кога ќе се случи некој инцидент негде во некоја касарна и мора да бидете тотално соживеани со таа функција. Значи, дава привилегии, но бара и голема одговорност. А јас по природа не сум малку ги користам бенефициите и привилегиите, повеќе бев посветен да состојбата биде во ред, да нема проблеми, да војската биде обучена, да се подготвуваат за мисии надвор од државата, обуката да се спроведува по стандардни оперативни процедури на НАТО, кои се веќе 10 години се спроведуваат во нашата армија, така да чувството, знаете, имате голема моќ во раците, но голема одговорност, не смеете да злоупотребите или да направите некој чекор. Знаете дека секој ваш чекор се гледа, се мери, се оценува одговорност
Така да, меѓутоа, од друга страна, задоволство лично дека на таква функција на вистина е големо признание како за секој човек, за секој личност. Да. Господин генерал, вообичаено е, бидејќи долги години на помладите ваши колеги кои тек за сега зачекоруваат во војната кариера, им предавате стручни предмети и можете да направите една споредба. Јас намерно го почнав овој разговор од средината на 70-тите, почетокот на вашата кариера, а денес сте професор. Не само што сте командант, но како професор. Колку се разликуваат генерациите во предаденоста, 70-тите години и овие од 2015 година? Ова е малку тежок одговор, меѓутоа, знаете како, тешко е да се... Ние сме живееле, еве, тие генерации што ги зборуваме во едно друго време, во едни други околности, друга развиеност на комуникациите. Сега ние не може тој период и сега да ги споредуваме сега кога ова масовно информирање и медиуми и интернет и комуникации и можности. Сега младите подруго гледат на свет, подруго гледат на обврските. Меѓутоа имаме ние навистина млади деца, млади старешини питомци кои се исто така посветени, кои ќе бидат едни офицери, генерали. Значи, не треба да се прави сега некоја паралел. И не можеме да споредуваме, нели? Знаете како, ние викаме, сега некој осудуваме што направи пред 100 години некоја личност, па ја оцрнуваме или нешто. Меѓутоа, не ги земаме во предвид околностите пред 100 години какви биле и дали тој човек, значи ние викаме и војнички, сите ние донесуваме одлуки и во приватниот живот, а да не зборуваме во војниот живот, каде во службата одлуките може да предизвикат страшни последици, ако одлуката не биде на место. И сега има во науката вика подобро благовремено, правовремено донеси одлука било каква, него задосна таа да биде правилно најдобра. Не знаеме, значи, ние кога одлучуваме нешто, земаме некои околности и предвидувања, значи, имаме многу непознати работи кои треба да ги предвидиме, а не знаеме дали баш така ќе се. Затоа викам, моралната срстина на луѓето е службата ви е таква и општеството се доведуваат во такви состојби. Состојбата на војна е преиспитување на моралната срстина на секоја личност, а посебно на луѓето кои командуваат. Во едни од мемуарите на генералот Попелј, еден од хероите на Втората светска војна, вели ги сретнав луѓето кои со 40 на години командуваа со корпуси, со армии, која ги гледав подосна за 6 или 7 години, воопшто не личеа на годините на кои што изгледа. Имаа по 45-60 години, а ми изгледа како старци. Психолошкиот и моралниот напон на такво искушенија го трошат организмот. Знаете како одговорноста за луѓе најголема. Зграда може да изградиш, ама 10 луѓе не може да вратиш. Знаете вие, ако изгубите луѓе и во војна и во мир, тоа е голем стрес за секој командант. Ние може да зборуваме и вака и онака острана гледано, меѓутоа затоа тоа влијае, можеби ја сега изгледам солидно за своите години. Меѓутоа сум поминал стварно навистина тешки моменти и сито и решето што викаме. Одговорноста за луѓе е најголема, посебно во војската е специфично, знаете. Сега многу е тешко да се предвидат сите елементи и мора постојано да размислувате унапред да предвидувате од каде може... на коцка се човечки животи, не е само за материјални средства. Генерале, при крај сме на разговорот, а ова вообичаено прашање го поставувам како констатација во моите разговори со генералите. Винстон Черчил напишал дека најтешко ми беше да ги натерам генералите да влезат во боен судир. Политичарите многу лесно донесуваат одлука за влегување во војна, а интересна работа е некој да го стигнува врвот во војната кариера, а најтешко е да ги убедиш генералите да почнат со војни операции.
Зошто е тоа така? Зошто генералите се најмногу против војна? Знаете, интересно е како констатација. Знаете зошто? Нели, војната е продолжување на политиката со војни средства. Непопуларни средства. Ние најдобро знаеме, ние се подготвуваме за војна, но најмалку сакаме да има војна, бидејќи знаеме, многу добро знаеме какви ќе бидат последиците. За жал, во, да кажеме, и после Прва светска војна навамо, а посебно и во Втора светска војна, па и сега во овие војни од 90-тите, најмногу страдаат цивилите. Значи, ние војниците сме обучени, имаме средства, имаме заштита, може да се заштитиме. Цивилите се оставени на милост и немилост и бидејќи добро ги знаеме последиците од војната, многу е лесно да кажете ќе водиме војна негде, меѓутоа треба добро да се размисли затоа што последиците се огромни. Господин генерал, во пензија, еве јас користам можноста од име на моите гледачи, на моите соработници из телевизија да ви честитам исполнувањето на вашиот завет за завршување на воената кариера со чин генерал и ви посакувам успешни денови, пензионерски се нарекуваат, но активни. И вообичаено во светот има Сдружение на пензионирани генерали, се употребуваат, се ангажираат нивните знаења во пренесување на искуство, во пренесување на размислување на помладите генерации. Кај нас тоа постои, не постои и еве уште еден предизвик за вас. Како вашето стекнано знаење да го пренесете на оној кој ми е потребно? Значи, ја, како што рековте, сум ангажиран на Војната академија. Имаме ние во Скопје Сдружение на пензионирани генерали, каде редовно се има комуникација со Министерството за одбрана и со Генералштабот, како советодавно тело и многу пати министрите, нашите министри, мислам, за одбрана, иницираат состаноци со пензионираните генерали да ги слушнат нивните мислења по одредени теми. Знаете како армијата е динамична средина, нема сега едно поставено, па нон-стоп има некои нови предизвици, нови промени и досега праксата покажува дека ставовите на пензионираните генерали, нивните погледи, сваќања, предлози најчесто се земаат во предвид. Еве ние сега само ако има време за кратко ќе значи сега почнува тој концепт на активна резерва, па и општа резерва. Значи ние мора на тоа многу да посветиме внимание, малку е запоставено тоа сега. Во приватните разговори сме разговарале за ова, јас ќе си дозволам една слобода, бидејќи вас и вашите колеги пензионирани генерали добар дел од нив и лично познавам, па имам намера да побарам дозвола од министерот за одбрана и на оваа тема на Ирис телевизија да се разговара, бидејќи предизвиците на времето покажуваат дека ангажираноста на поголем број на обучени војници, како што велите вие, во резерва или во активна резерва се нужно. Себе, ова во Франција се покажува, денови на Франција требаат и 100.000 војници. А професионални војници кои се ангажирани на своите задачи се скапи за употреба. Но и ја знам и вашето размислување за мал број се, професионалните војници се мал број во однос на потребите на Република Македонија за луѓе под оружје, така да кажам. Да затвориш границите треба 20.000 луѓе. Генерали, уште еднаш ви благодарам и посакувам активни пензионерски денови заради вас, заради вашето искуство и заради предаденоста на идејата на која што и припагате 40 години. Ние не можеме да се откажеме од држава, ни една сериозна држава не се откажува од луѓето кои 40 години или долем дел од својот век дале нешто на државата. Благодаря на вас, ми беше чест да гоствам во вашата емисија. Ќе продолжиме со вакви разговори во Ирис телевизија. Секогаш. Поштовани гледачи, на крајот да ја завршам ова емисија морам да кажам нешто што се нарекува етикетирање. Терминот генерал кој се врзува за името на кој го носи, тоа останува врзано за него, според етикетирањето нема генерал во пензија. Генералот останува генерал, но во пензија е опис на работа. Исто како што нема ни професор во пензија.
По универзитетскиот професор останува професор за секојаш, бидејќи таа титула се врзува за неговиот успех во животот. Реков кој е процентот на доаѓање до овие звања, овие називи. И сега, на крајот, уште една моја исправка, зошто нема генерал во пензија. И според законот тоа е моментален статус на човек кој носи ранг на генерал. По барање на Советот за безбедност, министерот за одбрана, премиерот или председателот се прави ангажирање повторно и враќање во служба на сите генерали се додека се живи, без разлика на нивната воена старост, животна доба. Ево, ова да ви го кажам дека е според закони, според добрите традиции на човештвото до денес. А јас ова се гледам утре во 8 часот, во петок нов гостин, веројатно ќе зборуваме и за еден празник во сабота, ама тоа нека остане тајна. Се гледаме утре во 8 часот. Довидување. За топол дом полн со љубов. Изберете мебел од Дрво Декор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Дрво Декор Караармак. Нема да погрешите. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Се што ви треба да го заштитите вашиот дом е апарат за гаснење пожар, заштитна маска, комплет за прва помош, гуменичизми во случај на поплава, решетки за вашите прозорци и синџир со повеќе катанци. Или многу поедноставно, стамбено осигурување од Евролинк. Од 139 денари месечно, Томи комплет. Затоа што секому може да му се случи. Голема акцијска продажба во маркетите на Зендолино. Свински врат екстра мейн 295 денари, шекер јуз 28 денари, мајонез дијамант 83 денари, карнекс јетрна паштета 20 денари, битлско млеко 47 денари, круасан 7 Days Double 22 денари, шампон Шаума 132 денари и Зева туалет 8+2 за само 155 денари. Зендолино мисли на вас. She goes out in flashy white, she's a beauty, you would agree. Dancing with her friends, she stays out until the end, leaving nothing, fools like me. Дечко, ти реков да му веруваш на дедо. Емисија за сите фанови на спортот, спортските прогнози и секако сите оние кои што сакаат да добиваат награди. Прогнозирајте, типувајте со Вил Хил и следете на програмата на Ирис телевизија секој петок по 20 часот и 30 минути. Значи, на нашава фолк сцена има многу пејачи што се појавија, што тоа не е пење, туку е мњаукање, според мене. Значи, морам да кажам дека се поправив 5 кила и дека одма сите почнаа, сани бремена си. Каква бременост, бре, луѓе, ако се поправам 5 кила одма, не треба да зачека сум бремена. Не сум бремена, само сум елегантно попуната. Тука некаде имаш право. Кажи ми, дали мислиш дека, ајде да кажеме, колешките твои или небитно останатите луѓе од естрадата повеќе ти завидуваат на изгледот или можеби на твојата заработувачка? Па мислам дека на се завидуваат и на заработувачката и на изгледот.
која би била сумата ако решиме да ги осигураме градите на Сани? 100.000 евра, ајде. Мислиш дека е доволно? Барем уште 50.000 да додадеме. Може, ајде. Јас сум Сани, а вие гледајте го најновото и највозбудливото издание на Влези Вози.